Нашата програма, како партиска, така и предизборна, изборните реформи ги предвидува како етапа од сеопфатни политички реформи во системот. Ние сите како политички субјекти и чинители во државата сметам дека треба да се обединиме околу констатацијата дека на Македонија е потребна функционална представничка демократија, која што да биде реализирана преку моделот на една изборна единица и отворени листи. Само во еден таков изборен процес индивидуалното право на избор на граѓаните е гарантирано. Само тогаш граѓаните во еден таков изборен процес можат да гласаат согласно своите убедувања, не само за политички субјект, туку и за силни личности кои што да ги представуваат во собранието. Граѓаните ќе можат да изберат личност, бидејќи денеска, од денешна перспектива, македонскиот изборен модел е единственото кое што им го нуди на граѓаните надвор од волјата на политичките лидери е можноста да заокружат различно бројче кое што на денот на ждребувањето на случаен принцип се добива во Државната изборна комисија. Останатото го решаваат партиските лидери, но не на основа на квалитетите и способностите на предложените кандидати, туку на еден порочен, на еден нетранспарентен и во основа послушнишки однос кон создавањето на политички текови. Исто така политичките конкуренти според нас треба да се надпреваруваат за помалку места во парламентот. 90, а зошто не и 60 представници во парламентот. Сметам дека Македонија би била по-продуктивна и македонскиот законодавен дом би бил по-продуктивен ако е составен од помал број на пратеници. Затоа ние сметаме дека и пред нас како еден од основните приоритети е промената на политичкиот систем, која што да започне со промената на изборниот модел и изборните правила во Македонија.